се согласувам. Би рекол дека генерално медицината или медицинската наука, воопшто биомедицинските науки, и фармацијата, и имунологијата, и епидемиологијата, и микробиологијата, комплетно сите биомедицински науки беа злоупотребени, точно така, за не, не од сите, нели, но имаше такви обиди тоа да се направи од бизнис секторот, така да речем, од крупниот фармацевски капитал, од една страна. Од друга страна, заради тоа и заради некои други работи, науката го изгуби својот авторитет. Го изгуби својот авторитет и заради тоа, не заради ова што се, како да речам, сака да се однесува полтронски на политичките дел од медицинските научници. Туку и заради тоа што во еден момент се случи да истражувањата бидат по вкус на медиумите, на средствата за масовно информирање. Буквално како да, значи, со други зборови, се искомпрометира квалитетот и на она што значат научни студии. Се објавуваа работи кои што на некој начин има сензационалистички вкус. Што има во позадина тука? А науката не е таква. А науката не е таква. Затоа велам, се избрука науката, изгуби страшно многу од авторитетот во тек на оваа пандемија и мислам дека треба не години, не знам колку десетици години да поминат за да се рехабилитира генерално